Одморете се малку од многуте активности и слушнете коментар за животот од доктор Харолд Сала. Така, сега остануваат триве: верата, надежта и љубовта. Но најголема од нив е љубовта. Првата книга на Коринќани, 13 глава, 13 стих. Кога го посетив домот на соседот, бев изненаден кога го видов свежо обоениот знак на вратата. Не, тоа не беше знак на карантин со предупредување за заразна болест, но во мене предизвика речиси слична изненаденост. На знакот едноставно пишуваше: тука се зборува љубов. Не можев да не се запрашам каков дом беше овој, за кој сакаа да им наговестат на нивните посетители и пријатели дека во него се зборува јазикот на љубов. Додека се запознавав со младиот пар кој живееше таму, веднаш сватив дека љубовта не била секогаш јазикот кој беше зборуван во тој дом. Всушност, бракот на двојката претходно бил во криза и бил управуван од алкохол, дрога и лош темперамент, се додека еден пријател не ги поканил да присуствуваат на неформално библиско поучување во домот на соседот. Тие се обиделе со се, од психологија на источните религии. Зошто да не пробаме друга книга, онаа што се вика Библија, помислиле тие. Отпрвин скептични, тие почнале да откриваат дека јазикот на книгата наречена Библија е навистина јазикот на љубовта, Божјата љубов кон луѓето, на кои им е полесно да мразат отколку да сакаат. По одреден временски период, тие се сретнале со главниот актер во приказната за откуп, Исус Христос, и кога го поканиле во нивниот живот и дом станале различни. Тие научиле нов јазик, јазикот на љубовта. Тие исто така откриле дека она што Павле им го напишал на Коринќаните било вистинито, дека ако некој е во Христос, тој е ново создание, старото помина, се стана ново. Од втората книга на Коринќани, 5 глава, 17 стих. За мене е интересно колку многу работи се промениле во нашиот свет во последниве години, но во исто време мислам дека ништо навистина не се променило. И што значи тоа? И покрај нашата технологија и брзата комуникација, се чини дека ние се уште се поврзуваме едни со други. Истите стари проблеми кои изгледа како да не оддалечуваат, се истите проблеми за кои што зборувале писателите на Светото писмо кога била пишувана Библијата. Но добрата вест е дека лекот за проблемите од првиот век е се уште одговор за нашите потреби и во 21. век. Омразата и равнодушноста им го отстапуваат местото на служењето и грижата родена од љубов. Јован напишал: а оној кој не љуби, не го познава Бог, зашто Бог е љубов. Од првата книга на Јован, 4 глава, 8 стих. За општеството кое не ја познавало разликата помеѓу страста и љубовта, Павле напишал: Божјата љубов веќе е излеана во нашите срца преку Светиот Дух, кој ни беше даден. Римјани, 5 глава, 5 стих. Патем кажано, на кој јазик зборувате вие во вашиот дом? Не мислам на англиски, тагалог, шпански или мандарински. На кој друг начин кажано, дали е тоа јазикот на себичноста и гневот или овој прекрасен јазик наречен љубов? Јас сум целосно убеден дека вистинската љубов, која ги заменува себичноста и алчноста, доаѓа само откако Бог на љубовта ќе почне да престојува во нашите срца и домови. Малку е чудно што јазикот на љубовта ретко се зборува во нашите домови и животи. Додека ние не го запознаеме Богот на љубовта и додека тој не стане наш татко, мала е веројатноста дека ќе го зборуваме неговиот јазик. Вие не можете да бидете негово дете и да го научите неговиот јазик додека не бидете посвоени во неговото семејство и не го прегрнете како ваш татко. Како одговоривте на прашањето на кој јазик зборувате во вашиот дом? Ако не сте сигурни, зошто да не снимате кратко видео без да знаат вашите членови на семејството и да снимите неколку разговори што се одвиваат во вашиот дом? Потоа научете го тој јазик што му зборува на срцето. Јазикот на љубовта. Тоа е јазик кој го зборува таткото на своите деца, чии што животи се променети од Духот Божји. Што току го слушнавте, доктор Харолд Сала, во овој коментар за животот.